Од една сојузна држава во друга, републиканците во САД гласаат за тоа кој ќе му се спротистави на Барак Обама на ноемвриските председателски избори. На линија од Вашингтон го имаме шефот на редакцијата на Гласот на Америка на македонски, Ведран Андоновски. Ведран, кој има најголеми шанси во оваа тема? По вчерашната тројна победа на поранешниот сенатор од Пенсилванија Рик Санторум во Минесота, Мисури и Колорадо, трката стана уште понеизвестна. Победата во секоја сојузна држава носи изборни делегати, а на победникот ќе му требаат над 1000 за и официјално да биде номиниран за предизвикувач на Обама на Републиканската конвенција во август годинава. Санторум досега беше на трето место со 17 делегати, но со синоќа освоените сериозно му се заканува на фаворитот, поранешниот гувернер на Масачусетс Мит Ромни, кој има 101 делегати. Од сонот за Белата куќа не се откажуваат и поранешниот председател на представничкиот дом Њут Гингрич и конгресменот Рон Пол. Иднината можеби ќе стане појасна по така наречениот супер вторник на 6 март. Во само еден ден ќе се гласа во 10 сојузни држави. Тогаш еден од четворицата преостанати можеби ќе прејде во решавачко водство. Кој да биде, изборната платформа е иста. Сите го напаѓаат Обама дека нема солидна економска политика и дека не сака да чуе дека американскиот народ е против владината помош за Волл Стрит и реформата на здравствената заштита. Јасминка? Ветран, како Обама се подготвува за изборите, на што се темели неговата изборна платформа? Во неодамнешни интервју отворено порача дека заслужува втор мандат, темелејќи го тоа на владината статистика дека стапката на невработеност во јануари опаднала на 8,3%, најниско во последните речиси 3 години. А во неодамнешна симулација, што би се случило кога председателските избори би се одржале денес, Обама го победи Ромни со разлика од 51% наспроти 45% од гласовите. Медиумите во моментов се фокусираат и на тоа дека Обама ќе ужива поддршката на моќна интересна група, една од така наречените политички акциони комитети, кои за разлика од изборниот кандидат може да примаат огромни донации. И изборниот штаб на Обама и Белата куќа тврдат дека Обама не е за ваквиот вид на поддршка, како што има кажано и порано, но дека реалноста налага дека мора да остане конкурентен во изборната трка. Па сепак, изборниот штаб на Обама дефинитивно ја врати донацијата од $200,000 од семејство на мексикански собственик на казино, кој избегал од САД по обвинение за трговија со дрога и измама. Јасминка? Благодарам, Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски за изборите кај републиканците.